Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Министер, ви благодарам што се одзовте на мојата покана. Сакав 15 на минути да поразговараме околу сите видови на транспорт во земјава, како патниот, железничкиот, воздушниот и дел за водниот сообраќај. За да започнеме со она што е најактуелно, изградбата на трите автопати. Според проценките, два од трите треба да бидат готови идната година, а еден од трите автопати треба да финишира кон средината на 2018 година. Дали градежните работи се одвиваат според зацртаната динамика и кога ќе бидат на располагање на македонските граѓани? Благодарам на поканата. Точно така, во Македонија се гради како никогаш досега. Се градат три автопати, се работат многу регионални, магистрални, локални патишта, но најголем фокус и најголеми инвестиции во Република Македонија се секако новите автопати што се градат. Станува збор за инвестиции од преку 800 милиони евра, како што напоменавте од Демиркапија до Смоквица, инвестиции од преку 200 милиони евра од Скопје кон Штип, исто така инвестиции од преку 200 милиони евра и најголемиот проект во Република Македонија, тој од Кичево до Охрид, нов автопат, кој е од прилика 400 милиони евра. Одлична е динамиката, постојано се зголемува бројот на работници, бројот на машини, се работи секојдневно, времето во овој момент не послужува, така да се уште ефективно се работи. Илјадници работници секојдневно се ангажирани на овие проекти, но најважно од се што може да се погледнати со око, да се види дека таму се работи, дека не е некоја илузија, туку навистина оваа влада, оваа партија максимално се труди да изгради се во Република Македонија. Претходно не се граделе волку автопатишта. Ја често пати велам дека ова е времето каде што во Република Македонија првпат се гради волку многу. Можеби ако сме имале оваа динамика многу години во минатото, би имале многу подобра инфраструктура. Ние пробуваме максимално да инвестираме во сите сегменти. Иако кога пробивате нови патишта, ова бидејќи се работи за сосема нови траси, се поминува низ планините и чина толку многу, морате да продолжите со обнова на постојните, како што е коридорот 10, бидејќи имаме и тамо доста многу вложување, коридорот 8, зборам за обнова на постојните коридори, бидејќи и тоа автопат. Ние освен автопатите многу сме фокусирани на сите други делови од коридорите и од магистралните патишта. Веќе деновиве започна и Неготино Демиркапија, истото е на коридорот 10, најоштетената делница, веќе почнаа со знаци поставување, добија нов време режим, затоа и може да почне со работа. Многу важен проект за нас, бидејќи ќе го подобриме многу сообраќајот и безбедноста на коридорот 10. Исто така се работи на автопатската делница, односно на автопатот од Скопје до Куманово. Тоа е многу важно, бидејќи тој беше доста оштетен пат. Сега имаме сосема нова рехабилитација, се работи сега моментално од Куманово кон Скопје, во постапка на тендерни од Скопје до Куманово, така да точно следната година на почеток ќе се почнат градежните работи на тој дел и секаде во Република Македонија. Важно е што постојано се гради, постојано се изнаоѓаат средства. Ние мора да обновиме патната мрежа во Република Македонија и тоа го правиме. Секој ден има нов пат негде во Република Македонија што се пушта во употреба. Скоро секоја недела може да видите дека започнуваме со некоја ново делче во Република Македонија и така ќе продолжи. Многу е важно да има безбедност во сообраќајот, но секако и граѓаните да имаат удобност при патувањето. Колку често сте на терен да сами да очите до каде се работи, што ви велат од надзорот? Колку проценти се завршени од автопатите или кои им се најтешки делови за работа? Многу често сум на терен, многу често. Не само на автопатите, на и водоводи и канализации, сега каде што има потреба од мене, се разбира, тоа ми е работа. И сакам да идам, сакам да чуем директно од надзорот, јас ги повикувам сите што се луѓе одговорни за автопатиштата, не е само надзорот, има многу луѓе што се стручни, дури и проектантите и сите оние што се навлезени во оваа проблематика и ние имаме месечни состаноци и ги отвараме сите предизвици што ги имаме пред нас. Се градат автопати, пример Миладиновци и Штип е веќе преку 50% завршен, таму во околу 30 на километри во двата правца веќе асфалтирано. Демиркапија Смоквица е сосема цел автопат може да го извозите, веќе е при крај, очекувам следната година да го пуштиме во употреба, како што спомнавте и вие, исто така и Миладиновци Штип, се разбира ако времето не послужи и тој ќе стигнеме да го пуштиме во употреба. И најголемиот проект Кичево Охрид, кој што ќе ни треба подолго време, уште некои 2 години сигурно ќе ни треба, за да ги изработиме сите оние работи што се предвидени, бидејќи е најтешката траса. Се работи за многу косини, се работи за тунели, се работи за многу виадукти, многу мостови и динамиката е добра. Постојано се зголемува
бројот на активности и самата динамика расте. Гледам самите компании влегуваат со поголем елан и јас очекувам дека следниве години Македонија ќе добие 3 модерни автопати. Освен автопатски делници се градат и регионални, магистрални, експресни патишта. Каде се градат овие патишта? Секаде низ Република Македонија се градат и експресни, регионални, магистрални патишта. Веќе Велес Кадрифако експресниот пат е во завршна фаза, тој веќе комплетно се вози. Почнавме неодамна со Прилеп Градско, нов експресен пат. Тој би чинил од прилика 90 на милиони евра. Веќе првата фаза започна, втората фаза исто така е во постапка за тендерирање за градба, исто со Европската унија, што е многу важен проект и ние гледаме максимално сите оние ресурси што ни ги возможува Европската унија да ги искористиме и заедно со нив да ја подобриме инфраструктурата. Распишавме 3 тендери за градба и веќе следниот месец ќе потпишеме договори, се разбира доколку се биде во ред. Се работи за Штип Кочани, Штип Радовиш и Ранковце Крива Паланка. Тоа се нови експресни патишта. Тоа значи нови патишта со 4 ленти, многу удобни, многу безбедни патишта. Инвестиција од преку 300 милиони евра директно за нови експресни патишта. Овие се многу важни бидејќи прв пат во Република Македонија се градат. Може да видиме што значи повторно да проширувате навик на еден редуциран автопат, да видите како се работи во Република Македонија, но во иднина ќе продолжиме со уште многу нови. Извинете, тоа ќе биде на постоечкиот, само што ќе се проширува. Штип Кочани ќе биде нова траса. Штип Радовиш исто така ќе продолжиме на нова траса. Негде ќе се спојува точно, но најголемиот дел ќе биде на нова траса. Таму кај што дозволува можноста се разбира за да заштедиме, ќе одиме на постојната. Прилеп Градско е комплетно на новата траса, односно десно до автопатот ако идете кон Прилеп на регионалниот пат и може да се забележи дека постојано се работи. Таму има исто така 20 на мостови и виадукти кои се сериозни инфраструктурни проекти за нас. И затоа сме фокусирани, но не се само експресните патишта, имаме многу и регионални и магистрални. Ние распишавме и постапка за реконструкција од Скопје, односно од Кичево до Гостивар, низ Стража. Секако околу 30 километри е патот и очекувам дека денови веќе потпишеме и договор. Зборам за градба. Исто така Македонски Брод го распишавме патот кон Скопје, многу важен проект што граѓаните го бара исклучително и тој веќе е при крај, очекувам исто така да се потпише договор. Обиковницата е потпишан договор да стигне времениот режим од Министерството за внатрешни работи и може да почне да се работи. Работиме многу патишта исто така и во пополнените подрачја. Ние таму направивме посебна постапка и околу 6 милиони евра ќе издвоиме директно за нив. Зборам во сите населени места каде што имаше поплави да ги асфалтираме скоро најголемиот број на улички и тоа се работи. Сингилич се работи, мислам во Газибава, се работи во Бутовки, се работи понатака, се разбира према да се завршат овие најважни патишта каде што беше најголем удар на поплавата, потоа во Ѓорче Петров и останатите општини каде што беа зафатени. Пример во Ѓорче Петров ќе се почнат 34 патишта, што е многу важно. Тие се сите во оние населени места ке Волково, Кисела Јабука, во Стопански двор, каде што од поплавата исто така беше многу оштета се направи, исто така и овие Стајковци, Сингличи, секаде каде што има потреба, бидејќи ни е многу важно да им помогнеме на граѓаните. Тука си други, освен овие локални патишта, има и други регионални и магистрални, бидејќи ако почнам сите да ги набројувам, ќе ви одзема многу време како ни требаат. Да, Мокрино, Смолари, Бошков мост, Девар денеска се асфалтира и вчера, Битова Ресен Буково, тој од Битова до Охрид патот и многу други, многу. Дојра Николич е комплетно готов и други патишта. Опфатиме малку и железничкиот сообраќај, во најава е целосна реконструкција на железничкиот парк на МЖ Транспорт. Кажете ми од првично најавените 6 возови, колку се пристигнати, колку се веќе пуштени во промет и колку се треба сега според новите најави да стигнат? Така, веќе 4 се стигнати во Република Македонија и пуштени во промет. Петиот мислам дека викендов треба да направат надзор, односно примам предавање, па потоа стигне во Македонија, колку што ги имам информациите овој викенд тоа ќе биде, бидејќи потребно ги добиете сите оние стандарди од Европска унија и дозволи, да што е многу важно заради безбедноста. И да нека потрае тоа, битно е да ги имаме сите дозволи и веднаш потоа стига петиот воз и после петиот веднаш и шестиот воз ќе стигне во Република Македонија. Тоа е една инвестиција од преку 20 милиони евра, 25 милиони евра за набавка на нови возови, но ние ќе продолжиме и следната година со нова постапка. Ќе набавиме уште 5 нови возови, зашто сакаме комплетно да го обновиме возниот парк. Така и се викаше проектот обнова на возниот парк и ние тоа ќе го направиме, не возниот парк на
луѓето што ги имаат колите туку директно на возови да купиме и тоа ќе го почнеме следната година и веќе постапките ние од сега ги почнуваме, но следната година се очекува и да распишеме тендер за да ги набавиме, но паралелно со овие возови, зборам за патничките возови, ќе набавиме и нови локомотиви, електрични локомотиви, инвестицијата е околу 7 милиони евра, веќе тие се во длабока фаза на тендерска постапка и очекувам дека за месец-два би требало да имаме и договор подпишано, но тука пробуваме да не бидат 3, туку да бидат повеќе. Бидејќи имаме и дополнителни заштеди, пробуваме повеќе да нарачаме од тоа што ни е предвидено. Затоа и така секогаш правиме, ако имаме дополнителни ресурси, се што може да направиме за самата железница, за самите граѓани и за сите оние други ресори под Министерството за транспорт. Така, во најава има ли за товарниот железнички сообраќај околу за компаниите помош? Локомотивите се пред се за товарниот сообраќај, секако и ние гледаме максимално да го развиеме товарниот сообраќај, но имавме голем проблем со блокадите. Изминатиот период веќе 4 месеци имавме блокада од грчка страна, што многу ни направи проблеми во самата работа и самите клиенти пробуваат да најдат друг извор на транспорт. И тоа е многу оправдано и реално. Но гледам дека полека почнува да се враќа само до вербата, моментално почнуваме со нови клиенти, односно луѓе што сакаат да вршат железнички транспорт. Јас денови веќе имам и состанок со едни големи компании што на брзо време ќе инвестираат во Република Македонија, токму во железничкиот сообраќај, а од друга страна ќе склучат директно договор со МЖ Транспорт за товарен сообраќај. Тоа веќе е при крај и јас очекувам денови дека тоа ќе се заврши, но кога ќе се заврши тогаш ќе го објавиме. Така да се осврнеме и на авиосообраќајот, двата македонски аеродроми Александар Велики и Свети Апостол Павле ги рушат своите собствените рекорди околу превезени патници, но и авиооперации над македонското небо. Се исплатеа ли инвестициите во овој сектор? Апсолутно се исплата. Јас сум задоволен како се одвива овој проект со Визер, со нискобуџетни компании, бидејќи добиваме многу ефтини цени. Граѓаните тоа им е многу важно. Да добијат добра цена за да може да посетат некој европски град, да отидат со фамилијата, да отидат она што им е потребно за бизнес и така натака. Ако во минатото десетици години пред ова имало само 15 на линии, а често пати велам дека тогаш имало 10-15, сега има над 30-35 директни линии. Тоа е многу важно бидејќи во последниве години секоја година се зголемува бројот на операции. И ви убаво кажавте и бројот на операции, збориме сите технички операции, но од друга страна и авиодестинациите, а бројот на патници секоја година постигнува рекорди. Веќе имаме над 1,5 милион патници, уште 2-3 месеци што треба дополнително да се изработат, значи ја очекувам дека оваа година ќе има рекордна бројка, но не треба да застанеме само со оние субвенции што ги даваме директно кон нискобуџетни компании, туку и директно преговарање со другите оние што се заинтересирани да дојдат во Република Македонија. Секогаш некој ќе откаже лет, мора да најдете друг што би прифатил во Република Македонија и тоа се разбира бизнис, но имаме добри вака ветришта позади нас, да кажем, не буткаат напред, гледаме дека има заинтересирани што ќе дојдат во Република Македонија и од следната година да очекуваме уште повеќе лето. Имаме капацитет за уште една нискобуџетна компанија? Се разбира дека имаме, но согласно законите не можете ви да распишете тендер за иста набавка два пати. И не можете да ангажирате за една работа две компании. Односно, ако распишете тендер, мора да се придржувате. Ние имаме договор со една компанија и се додека истече тој договор, нема да се распише ист таков тендер. Кога ќе заврши постапката, се разбира пред да заврши самиот договор со таа нискобуџетна компанија, ќе се објави нова постапка, здравје Боже, и тогаш кој има интерес, изволете нека повели, нека се јави на тој тендер, дали се работи за оваа компанија или за некои други компании, тоа не може да го спречиме. Сите оние што ќе дадат најдобри услови за Република Македонија, тие ќе бидат дел од договорот. Така, во ова интервју сакав да ги опфатам сите видови на транспорт во земјава, па да проговориме и околу водниот сообраќај. Море немаме, но имаме неколку убави езера, каде што на некој начин е регулиран сообраќајот во овие езера. Пред 2 години имаше иницијатива или обврска на сите оние кои што поседуваат кајчиња или чамчиња, кои што не се регистрирани во регистарот, да бидат пријавени, на некој начин да бидат регистрирани, да се стави ред и во овој вид на туризам. 600 месечни беше бројката кои што отприлика не се зафатени во регистарот, а на број имаше 1200 кои што 2000, значи добро 2000 околу
легални пловни објекти, така наречени. Колку од овие 600 се пријавени? Значи, до сега бројката ни е 1100 легализирани. Тоа значи дека сите граѓани што имале, како што спомнавте и вие, кајче или некој пловен објект, веќе си ја завршиле својата работа и апсолутно ова беше законска измена, ние го најавивме и е одличен проект што овозможивме секој да си има свој документ дека си е негово кајчето, чамецот или некој друг пловен објект. Што е многу важно, веќе процесот е во завршна фаза. Сите оние граѓани што имаа потреба тоа го завршија, имавме некои од 1200 до 2000 имавме некој регистар на пловни чамци, веќе 1100 се комплетно завршени, што е добра бројка, но не е само легализацијата. Нас ни се потребни и други проекти во езерскиот сообраќај и во, се разбира, водниот сообраќај. Во Охрид се поставија многу знаци, што мене ми е многу важен проект. Прв пат го обележивме Охридското езеро. Се ставија преку 170 знаци, зборам за пловење, да можете да се ориентирате, да знаете каде е плажата, каде е пристаништето или слично. Ќе продолжиме и на другите природни езера, потоа и на секаде каде што ќе имаме средства. Набавивме нов пловен објект, еден убав пловен објект за капетанијата. Ќе продолжиме уште со неколку нови за да направиме и таму подобри услови. Секако добри се условите, но уште подобри. Ќе инвестираме во нова пешачка патека во Охрид, во нова марина во Охрид. Вчера јас имав можност да имам состанок за марината во Охрид. Таа се проектира и би требало набрзо да биде готова, па потоа ќе можат граѓаните да видат каква нова марина ќе добие Охрид и нема да биде на постојното пристаниште, туку на сосема друго место, што веќе го работиме. Изработивме исто така и моментално работиме пешачки патеки околу езерата. Тоа не е директно поврзано со самиот сообраќај во водата, но е многу важно за туристите да дојдат и самото езеро се збогати и самите плажи, оние што ги правиме дополнително туристи, да имаме повеќе потреба и од нови чамци и така натака и да се развие тој сообраќај. Ние правиме многу различни проекти како да донесеме туристи, а од друга страна како да имаме еден добар сегмент во езерскиот сообраќај, во се разбира водниот сообраќај. Така, само уште на прашање за крај на една ваша пресконференција најавивте инвестиции за 2017 година во висина од 900 милиони евра. Каде се ќе се вложуваат овие пари со оглед на фактот дека во моментов се гради на секаде низ Македонија автопати и магистрални регионални патишта? Набрзо ќе излезе програмата на ВМРО ДПМН за неколку дена и ќе видите каде се тоа ќе се троши и колку нови проекти ќе офатиме, но нема да бидат 900 милиони, ќе бидат многу повеќе. Кога кажувам 900 милиони, најголем нови автопати? Да очекувате и автопати, и експресни, и регионални, и магистрални, водоводи, канализации, се што е потребно на граѓаните, бидејќи тоа го бараат луѓето. Кога ќе отидете на терен, тоа има најважно. И не можете вие да правите програма и да идете со некоја друга агенда, тоа нешто што не е битно на луѓето. Тоа што е важно, што им е битно, тоа треба да го видат, да си го прочитаат селото, градот, да си прочитаат дали ќе има водовод, канализација, дали патот ќе се направи конечно или слично. Најобемна програма имаме, поготово во делот на транспорт, сериозни вложувања, но во делот на оние 900 милиони или 800 или зависно од кој дел кажуваме различни бројки, се најмногу средства за експресните патишта. Тие се сериозни суми, еден експресен пат е од 60 до 90 милиони евра, веќе 5-6 сериозни патишта експресни во Република Македонија, нови ќе следат, тука го пропуштивме и Охрид Пештан, и тој ќе биде експресен пат, и други некои патишта што со тек на времето ќе прераснуваат во експресни, но и сите оние реконструкции, магистрални патишта и така натака и така натака. Многу вложувања ќе има, многу. Значи, сите овие средства што здравје Божје утре ќе останат или ќе се заштедат со самите распишувања, повторно ќе се вложат во некои други патишта. Тоа е нашата политика и така ќе продолжиме во наредниот период. Министр, ви благодарам за одвоеното време. Почитувани, ова беше министерот за транспорт и врски Владо Михајловски. Ви благодарам за вниманието.